Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте во денешното издание на емисијата Тип 102. Емисија која што оди секој сабота, точно во 13 часот и 30 минути. И еве денеска е мал јубилеј, полека но сигурно, но дотеравме и до петтата емисија. Мало подсетување, гости беа Филип Гачевски, потоа беше Гордан Здравков, тука беше Емил Павлов, Сашко Богатинов, а еве денеска ќе кажам дека ексклузивен гостин со свој предлог од 10 парови и еден пар за погодување точен резултат во кој што можете и вие да се вклучите. Ке не биде Илија Митров, долгогодишен играч на Брегалница, кој што знаеше добро да го вези и малиот фудбал, па ете го и денес се уште активен во редовите на Мал Ајакс. Атрактивен фудбал, футсал, кој што се повеќе го свртува вниманието на спортската и на фудбалската јавност, покрај големиот фудбал да имат еве некој доблест да присуствуваат, да уживаат во благодетите на малиот фудбал или денеска популарно наречен футсал. Во ова најава да ги кажем и да ги споменам добитниците кои што ако не извршиле она обврска да уплатат талон во вредност од 50 денари. Значи минатата недела, минатата емисија со точен резултат беше Екрем Нехтепаров од Црник Пехчево. Тој награда добива вредносен талон од 100 денари, кој што ако не заврши таа обврска, еве може денеска или утре во местата во кои што се да уплати во вредност од 100 денари. Исто така со приближно точен резултат, а се наградуваат уште и Сашко Богатинов од Штип, Ристе Николов од Штип и Павле Иванов од Штип. Тие ќе можат да уплатат талон во вредност од 50 денари. Повторувам, значи Екрем Нехтепаров, Црник Пехчево, уплата за 100 денари, Сашко Богатинов, Ристе Николов, Павле Иванов од Штип, уплата за 50 денари. Инаку и денеска ќе можете да се јавувате на два броја, 032 е позивен или повикувачки број за Штип, 612 313 612 314 ќе ви стојат на располагање на дечките од спортската редакција на Ирис телевизија, кој што и денеска реализираме, реков, ова е мал јубилеј, мал но голем, бидејќи се слуша, добро да глас далеко се слуша, па еве и да се пофалам, имаме пријатни вести, сепак со добронамерни корекции, што треба да дополниме, што треба да страниме. Меѓутоа ми се чини дека дечките во техничкиот пулт одлично се вршат работата. Јас ќе испомена Трајче Малинов Чордаш, Горан Кичо Христоски, Трајче Андонов, Радар Рис Димитров, Теодор Кусекато, Петар Черкезов и јас ко водител Драги Герсимо Пучка. Значи, одиме со краток джингл, а веднаш потоа со представување и за оние кои што учествуваат во оваа емисија. Пред се, нам ни е важна соработката со вас, драги гледачи, од целиот источен регион, почнувајќи од Штипа, таму некаде до Црник, Пехчево, Берово, Делчево, Кочани, Виница и Пробиштип и останатите места. Одиме со джингл и веднаш потоа продолжуваме со најавените содржини. Ето тоа беше чисто како најава, инаку еве уште еднаш ќе потсетам, значи на располагање ќе имате два телефона, тоа во третиот дел од емисијата, кога ќе бараме точен резултат од надпреварот кој што ќе го издвои нашиот денешен гостин. Реков тоа ќе биде Илија Митров, фудбалер на Мал Ајакс, футсал екипата на Мал Ајакс. Мало подсетување, вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се само единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил, спортскиот свет ви е како на дланка, ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Ова е најновото издание на билтенот на Вил Хил, во кое што ќе можете да ги најдете сите оние содржини кои се доста интересни, примамливи. Во најновиот број, покрај останатите, карактеристичи тоа што ќе превладуваат оние парови или двојки за квалификациите за Европското првенство 2016 во Франција. Значи денес, вчера, денес и утре на програмата се овие надпревари веќе има некои мали изненадувања, а вистински сиртаки на фарски начин имаше во Атина, каде што репрезентацијата на Фарските острови го победи јужниот сосед со 1:0, што секако најде на голема радост кај нас, бидејќи кеф да се дотлучи тако противник кој што е доста галантен, меѓутоа за жал и на спортски начин прави неприлики. Значи тоа е
изненадувањето. Инаку од билтенот во Филхил, покрај останатите рубрики, најинтересна е содржината во која што секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. 6 парови бонус од 5%, 7 парови бонус од 10%, 8 парови бонус од 15%, тикет со 9 парови за него следува бонус од 20%, 10 парови бонус од 25%, 11 парови 30% бонус, 12 парови 35% бонус, 40% бонус е за 13 парови, тикет со 14 двојки има бонус од 40% и тикет талон со 15 парови, за него следува бонус од 50%. И реков, ова е она што некако најмногу привлекува, примамува во облажуваницата на Вилхил. Инаку има и други содржини, може да се одиграат најразлични комбинации. И еве нека биде ова и поздрав до дечките и девојките во облажувалниците на Вилхил, како во Штип, така ги спомена во целиот источен регион. Поздрав, пријатен работен ден и да уживате во нашата емисија и секако да уживате во соработката со оние сите кои милуваат да типуваат и да очекуваат награди. Реков во третиот дел активно учество земете и вие, драги гледачи, со јавување на нашиот телефон. 2 телефона ќе имаме. Ке оди, мислам, телоф со бројот 612 313, 612 314, повикувачки број за Штип 032, на кој што ќе давате точен резултат за надпреварот кој што го издвои нашиот денешен гостин. Значи, уште еднаш, ова е билтенот, најновиот билтен, кој е бесплатен во облажуваницата на Вилхил, во кој што може да ги најдете сите оние рубрики, содржини кои што ви интересираат, може да одиграте најразлични комбинации, секако следуваат пријатни изненадувања како во вид на бонус, така и некои други, но најбитно е да ги посетите облажувалниците на Вилхил, ги има во секој катче во Македонија, а еве темена обработка за нашата емисија Тип 102 е секако облажувалниците на Вилхил во целиот источен регион. Предлагам сега на режијата да одиме со джингл, реклама и веднаш потоа во студиото ќе го повикаме нашиот денесен гости. Тој ќе биде, реков, фудбалерот на футсал екипата на Мал Ајакс Илија Митров. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Кога боите, мирисот и вкусовите на есента се совпаѓаат со вашиот избор за комфорт, тогаш оваа понуда од Мебел Ви заслужува внимание. Модуларна ТВ комода Лабиринт, која може да ја местите како што сакате за 9900 денари, лежа и виола за 14900, ТВ комода Луција за 15900, комплет спална Дженова со плакар со лизгачки врати за 19900 и аголна гарнитура Парис за 24900 денари. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми.
спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Дојде моментот да го представиме денешниот гостин. Велам добар ден, добродојде на Илија Митров. Добро ви најдов. Поздрав до гледачите на телевизија Ирис и сите љубители на спортската прогноза. Како ти се свиѓа новото студио, новиот аранжман? Одлично. Во европски или во светски стил. Изненаден сум, пријатно. И се надевам дека и така веќе гледаните ваши емисии ќе добијат уште поголема гледаност. Имаше коментар минатата недела од Сашко Богатинов, едно подсетување за емисијата Спорт 7, кој што 11-12 години одеше на програмата на Ирис телевизија. Правиме напори и таа да ја возобновиме, но секако во согласно со техничките можности. Илија Митров, некогаш фудбалер на Брегалница, така ве најавив. Долгогодишен играч, на која позиција играше за да по кариерата бидеше некој време на функцијата директор на фудбалски клуб Брегалница. Еден краток осврт и ретроспектива на твојата кариера и Брегалница да ја спомнеме. Бидејќи тука ни се почетоците, тука ни е и првата љубов. Да. Така, значи морам да признам дека мојата кариера во фудбалскиот клуб Брегалница не беше доста долга, бидејќи во тој период посветив внимание на школата, на факултетот. Играв позиција напаѓач и се надевам дека и оние утакмици кои што ги изиграв на Брегалница дека дадов се од себе и дека публиката тоа добро го примаше. Во тие моменти Брегалница беше во топло-ладна позиција, играше и беше и од првата лига, значи беше и во третата лига, така да во сите тие позиции и во сите тие рангови на надпреварување имам играно. И потоа, како што рековте, во блиско минато дојде време да можем да бидам и спортски директор на тој клуб, каде што се надевам дека од кога го преземавме клубот од втора лига, направивме доста добри резултати, напори да влезе клубот во прва лига, да стане стабилен клуб, за да еве денес продолжи да се надпреварува во првата лига, да може граѓаните да гледаат сепак прволигушки фудбал, така како што и доликува на градот и на клубот. Мисли, че тогаш беше постигнат историскиот успех, пето место на табелата, што до сега не надминат. Така, и тоа беше чудно кога рекоа дека тоа е историски успех, пето место, а сепак сметам дека пето место за Брегалница е и малку. Ние постапно го градевме клубот и се надевам дека еве сега од аспект на иднината или на минатото, ако го анализираме, сметам дека со доста малку поголеми напори може оваа ситуација во Брегалница да стане да се сврти во доста добра позиција. Во моментот не сме баш во најдобра позиција како на табелата. Сметам дека целото тоа е фактот што играчки стоиме слабо со играчки кадар. Се надевам дека ќе можеме да ги присобереме сите можни бодови до крајот на полусезоната и дека на полусезоната ќе може да се регрупираме, да се направи подобра селекција и да може Брегалница да се врати во тоа светло каде што е. Затоа што ако анализираме дека во лигата моментално клубови кои што се на многу високо ниво и со средства и со организација се само 3, а тоа се Вардар, Шкендија и Работнички, кои во моментот го и покажуваат тоа. Иако Шкендија троши толку пари, гледате и самите дека и таму работите не стојат како што треба, но тоа се случува. Само сакав да напоменам дека и целата оваа работа се прави за гледачите, за градот, за публиката
И сакав да спомнам дека пред неколку кола го гледав Ливерпул на телевизија и тој дома губеше со 3-0 резултат, а навивачите до последната минута ја пеа химната на клубот. Тоа беше една доста емотивна и морничева ситуација за оние кои што го сакаат фудбалот. Јас би сакал тоа цело време да се случува и во Штип, да се знае дека луѓето кои што од некогаш па до денес се во управата и работат со клубот, дека од страна на сите навивачи, на сите граѓани треба голема поддршка, бидејќи Брегалница и голема одговорност. Се надевам дека клубот во иднина ќе стигне на уште повеќе позиции, дури тоа историско пето место ќе може да се надмине. Еко реков историско пето место, зборам за моментот од самостојна Македонија. Брегалница била прва лига македонска, па настапувала во втората македонска лига, да нема недоразбирање околу таа тема со гледачите. По завршувањето на кариерата, јас реков во најавата, добро го везеше и малиот фудбал, го остана доследен, верен, а доследни испадна и некои дечки, јас ки споменам Мијалче Маџаров и Владко Манев Коџев, кои што беа генијалци, како да се изразам, го возобнови оној легендарен Мал Ајакс, тимот на Славче Митевски, на Мирче Кикиретков, на Драгчев Тимов, Санде Вабец и другите, да не ми се налутат, значи го дадо името во наследство, за да еве исто тој Мал Ајакс денес фигурира како екипа во првата футсал лига на Македонија. Коментари за овој настан? Така, значи, двајцата претходно што ги спомнавте, Владко Манев и Мијалче Маџаров, беа иницијатори да овој клуб се возобнови и да стартува со надпреварување во првата футсал лига. Таму сме и до ден денес, веќе четврта година, четврта надпреварувачка сезона, и морам да кажем дека пред да го пријавиме ова име, бевме кај сите овие легенди кои што ги спомнавте на името Мал Ајакс, кои што го направиле во суштина тоа име. И секаде, верувате, каде што одиме, е познато по Македонија, го знаат и ги знаат сите овие фудбалери, легенди на Мал Ајакс кои што вие ги спомнавте. Верувате дека е тешко едно такво бреме да одржите и таква една да играте за еден клуб со такво достигнување, со такво педигре. Но се снаоѓаме, клубот функционира одлично, би рекол на еден полупрофесионален начин, бидејќи играчите не се платени, општината успева да ни обезбеди термини во салата и да ни ја плаќа котизацијата. Другото се организираме сами и така да се трудиме овој клуб во навистина една прва квалитетна лига да го одржиме, бидејќи сега се само 10 екипи и една од екипите испаѓа директно, втората од оздола игра бараж. Значи навистина е тешко да одржите еден таков континуитет во ваква лига. Македонија не е на ниско ниво во футсалот, оди нагоре. Во најавата ве слушав дека спомнавте дека оваа емисија гледаат во целиот источен регион и имаме футсал екипа веќе и во Македонска Каменица, во Кочани, во Свети Николе. Минатата година имавме во Пробиштип, оваа година не пријавија во втора лига. Зборувам, значи се надевам дека до година и тие ќе се организираат. Има интерес за футсалот и се надевам дека ќе успееме да го организираме и во овој дел уште повеќе во истокот. Така да со клубот постигнуваме добри резултати. Минатата година имавме, ако можем така да се изразам, еден играчки пех во однос на кадрот, со повредени играчи, со црвени картони и слично, и се донесовме во една немила ситуација, но оваа година имавме одличен старт, подмладена екипа и се надевам дека така ќе продолжи. Инаку, како на дополнување на ова, мора да споменеме дека во Мал Ајакс постои пионерска младенска школа. Едно време се размислуваше и за женски тим. Како стои ситуацијата сега? Дали продолжуваат со работа овие школи? Секако, мислам дека има околу 150 дечиња во сите младенски категории во футсал екипата и тоа е одлична работа, бидејќи тоа е фактички темелот, основата, базата за првиот тим. И сега кога ги гледаме тие дечиња како играат, тоа е она што е суштината на постоењето на еден клуб, да има младенски категории, за да може некој од постарите играчи кои ќе заминат, некој од нив да се наследат. Како што спомнав, немаме финансиски средства за да донесуваме сега за сега играчи од страна да имаме некои амбиции за повисоко ниво, но морам да спомнам дека од таа младенска школа двајца играчи со воведувањето на фудбалските академии од страна на Федерацијата и Министерство за образование, две дечиња успешно отидоа во поголемите екипи, едната од нив е Вардар. Кои се тие, ако
едниот играч е Столе, не знам за името, за презимето. Каде ти да значи едно дете Столе е во Вардар, а другото дете е овде во Брегалница. Значи во фудбалските академии, значи и од оваа младинска школа успеавме да се издигнат играчи кои што да регрутирате во големиот фудбал, да. И оваа паралелка ќе продолжи да функционира и натаму во годините, така да се надевам дека добра база, добра подготовка за овие дечиња ќе биде токму тренирањето на футсал во сала, бидејќи таму се тренира она елементарна техника и за може секој играч да напредува. Митров спомена за постојањето на овие клубови во Каменица, во Пробишти, во Котени. Како тече соработката? Дали имате покани за одигрување на пријателски средби, бидејќи сепак мал Ајакс е име кое фигурира веќе 30 години, знаеме дека тој е првиот победник на купот на вечер тама некаде при крајот на 70-тите години, што ќе рече дека клуб со педигре кој што е барен насекаде. Покрај овие екипи, сигурно ќе кажа збор да, сакам да се осврнем и на она соработка со на меѓународен интернационален план. Така, значи секако дека соработуваме и во оној припремен период бараме противници за одигрување на пријателски утакмици и нормално е да ги побарате најблиските комши. Значи ние имаме соработка со сите клубови, дури и со клубовите од Западна Македонија. И морам да истакнам дека минатата година посебно екипата од Кочани имаше доста добра, солидна екипа, дури и градоначалникот вложуваше некои средства таму за да може клубот од втора во прва лига да влезе. Имаше играчи од Велес, значи се плаќа станови и така, значи тоа е доста добро организиран клуб и позитивно од таа страна. Секако дека имаме одлична соработка и први ни се тие со кои што ќе изиграме таму некоја пријателска, па тие ќе ни вратат и така да таа соработка е одлична и ќе продолжи понатаму. Што се однесува до на меѓународно ниво, оваа година се појави Македонско-српско здружение, одбор Република Србија, кој што не покани да бидеме гости во Бор и да одиграме неколку пријателски надпревари со тие екипи од таа футсал лига. И ние тоа и го сторивме, од овде заминевме организирано. Бевме таму, одигравме 3 пријателски утакмици и со 2 со екипата на Бор и една со екипата на Зајачар. Успеавме да имаме еден пораз, едно нерешено и една победа, значи од се по нешто. Но тоа беше доста големо искуство за нас, бидејќи видовме и други клубови надвор од државата како се организирани, во кои услови тренираат, колку финансиски средства имаат, како се сноѓаат, дали имаат футсал школи, пионерско-младински школи. И така да тоа е една одлична соработка и со клубови надвор од државата, а останатото бевме во Чајн пред неколку години, на кој што таму учествувавме турнирски. И го освоевме првото место. Тоа не беше на ниво на футсал надпреварување, но сепак ја представивме екипата, градот, државата на највисоко ниво. За дочекот, за гостопримството, илузорно да се зборува. Така, значи секогаш, како и ние, впрочем, кога ќе имате некој гостин, го причекувате оно како што заслужува. Таму бевме прекрасно пречекани, имаше од представниците од нашиот клуб и гостување на телевизија во однос на футсалот. Прекрасна соработка, разменивме искуства со управата на клубот, со играчите, дружење. Тоа е можност себе за соработка, да се дојде во контакти со други блиски градови. Мене ме интересира дали како клуб имате и вие некоја традиција за организирање на ваков турнир. Рекол би дека финансиите се проблем. Меѓутоа, дали сте имали или дали размислувате за организирање на сличен некој турнир на кој што ќе поканете овие гости? Знам, во изминатите години бевте во Црна Гора на турнири, во други места. Па видите, ние присуствувавме пред само неколку недели на турнир во Радовиш. Таму средства за тој турнир одвојува локалната самоуправа. Тоа не знам тука во Штип како ќе биде или како ќе се случи, бидејќи знаете дека доста пари и на другите нивоа во Штип се отргнуваат за спортот, но секако еден турнир во фудбал, во мал фудбал во Штип би му дошло добро, бидејќи знаете и гледачите се знаат дека во спортскиот комплекс Джексон кога и да се организира било каков турнир, или ако е зимен турнир на конфекции фирми од градот во салата, дека секогаш е полно со публика. Значи интересот е голем.
размислуваме и за таа работа, во најмала рака очекуваме барем екипата на борд да ни возврати, да бидат наши гости овде и да можеме исто преку емисии, одигрување пријателски утакмици да направиме истата соработка како што бевме и ние таму. Да. Ми се чини дека е сосема доволно да ги запознаеме со гледачите за вашата кариера, за вашите настапи. Одиме сега за оно што е основно, вашата прогноза, кои парови ги издвоивте, ќе ја замолам режијата да ги видиме паровите. Ја реков во најавата дека ќе доминираат двојките за квалификациите за Европското првенство 2016 во Франција. Вчера беше првото изненадување, ако може така да кажам, Грција, Фарски острови 0-1. Па добро, бев во Грција летово, кога одигра пред празни трибини, ми се чини, еден надпревар. Не ме факите за збор, не ми текнува за противникот, но со луѓето кои што седевме таму и ја гледавме утакмицата, нема надеж дека нешто од оваа репрезентација ќе биде, затоа што, како што велеа тие, таму имало смена на генерации, имале некои проблеми со тренерот, адаптација и таквата атмосфера ќе си ги покаже своите резултати. Впрочем, сега и во грчката репрезентација се играат доста познати и искусни фудбалери, но еве, сега топката е округла и не може толку лесно, нема веќе слаби и јаки репрезентации. Дури ги читав вчера германците во изјава дека дури и Гибралтар го респектираат како противник. Гледав на интернет ни прекрасни одбрани на голманот, што ќе рече дека Гибралтар има своји шанси. Доодиме со паровите кои што ги издвои нашиот гостин, ако е подготвено во режијата, да ги искоментираме. Прва двојка Англија-Словенија. Краток коментар. Така, значи Англија-Словенија, Англија е прва во групата, Словенија е втора. Англија со 9, Словенија со 6 голови. Англија овде покажува една супериорност со тоа што нема примено ниту еден гол, има дадено 8. Словенија има 3 постигнати гола, 1 примено, има 6 бода, значи од 3 одиграни утакмици, што значи не е исто така репрезентација за подценување, има доста млади играчи кои што сакаат да се докажуваат, но и има еден историјат во кој што Словенија доста вложи во фудбалот и сака да напредува на тоа поле, посебно на репрезентативен план. Но сепак овде Англија е гигант во фудбалот и моето мислење е да, и домашен терен, ги знаеме како си англиските навивачи и секогаш кои да играат за англиската репрезентација играат со целото срце, со цел дух. Мислам дека овде предност добива Англија и по мене тоа е тип единица. Значи Англија-Словенија тип 1 првиот пар. Втора надпреварувачка двојка Луксембург-Украина. Така. Исто така ќе спомнам дека вчера кога читав за Германија и Гибралтар, пишуваше во надписот лекари, банкари, бурекџи и слично против царинарници, против професионалците, против машинеријата. Овде нешто слично се случува. Луксембург е мала држава, мало место, изборот на играчи е тој, често се надпреваруваат во овие надпреварувања, но на Украина и требаат овие бодови, имаат одлична репрезентација, цврста репрезентација, знае да игра и доста цврст фудбал на средината и во нападот да бидат прецизни, така да овде се одлучив за овој пар да дадам предност на Украина. Двојка. Значи Луксембург, Украина тип 2. Трет надпреварувачки пар Македонија-Словачка. Сите информации, значи ако играме навивачки се знае дека тоа ќе биде единица, но сметам дека ќе биде цврста утакмица, цврст надпревар. Словачка знаете со кои звезди буквално располага, доста физички подготвени, изненадија и поголеми резултати, поголеми репрезентации од нашата. Нема да ни биде лесно вечер, ако сите ќе навиваме за Македонија. Затоа се одлучив за тип X на полувреме. Мислам дека ќе биде доста тврда. X на полувреме, дека ќе можеме и ние и тие да издржат. Инаку непријатни вести вчера на тренингу имала непријатност. Некоја закачка помеѓу Јаховиќ и Даниел Георгиевски, веќе и двајцата се странати од репрезентација. Неозгодно еве за Даниел
Георгиевски тој патуваше од Австралија 25 часови за да ни да биде во составното тимот, ни да истрче теренот, ќе мора за жал да се врати. Некои случаи се работи со луѓе, иако Георгиевски се извинил и на Јаховиќ, и на тренерот, и на директорот Најдовски, меѓутоа Георгиевски секако бара дисциплина и можеби ќе ја повлече ова суспензија, но каков да е. Македонија, Словачка, X прво полувреме. Четврта надпреварувачка двојка, Молдавија, Лихтенштајн. Така, значи овие Лихтенштајн, Луксембург и останати репрезентации се нешто во кое што фудбалот е на пониско ниво. Молдавија е доста цврста репрезентација, играат доста добар технички фудбал и се физички добро подготвени. Немаат некои поголеми звезди во тимот, но сепак улогата на фаворите и такако на високо ниво за овој пар и сметам дека овде ќе биде единица. Еден за сите, сите за еден. Девизата, да. Лево да. Значи Молдавија, Лихтенштајн, тип 1. Петта надпреварувачка двојка, Швајцарија, Литванија. Така, директно ќе кажам дека и овде се одлучив за тип 1, бидејќи Швајцарија ми е некој миленик во последно време. Изненадува, игра доста модерен, брз фудбал, физички подготвен и на сите позиции, и во одбраната, и во средниот ред, и во нападот. Може да победи секоја друга репрезентација и мислам дека ако одиграат на потребното ниво, овде единицата не би требало да биде никаков проблем. Швајцарија, Литванија, тип 1. Надпреварувачка двојка, Белгија, Велс. Така. Белгија, сите знаеме и следиме дека во поново време со Хазард, со Фелаини, со останатите направи една доста добра репрезентација, доста добра екипа, компактност и тоа ја покажуваат на теренот. Мислам дека дури на последното светско првенство и дава букмејкерите доста голема квота за голема позиција во тоа надпреварување на тој турнир и за жал не го покажа тоа на толку високо ниво, но не значи дека овие играчи не се квалитетни, дека нема да го дадат тоа што треба. Велс е на репрезентација кој што игра по променливо, тука е познатиот играч на Реал Мадрид и мислам дека сам тој не може да се бори против ваква репрезентација, а за мене уште еден плюс е домашниот терен за Белгија, така да давам голема предност тука и завршува, мислам дека и овој надпрва ќе биде единица. Попълно се управа, бидејќи Белгија 7-8 години калкулираше со отсуство од меѓународни надпреварувања, но во стварање на нова млада екипа, која што ги дава плодовите на успехот сега. Следна надпреварувачка двојка, Холандија, Летонија. Холандија не е цветаат розите, меѓутоа тоа ќе се сложам со вас. Мислам дека ова е да наречам последниот воз да фатат било каков приклучок, со тоа што ќе мораат да ги тепат и изварените репрезентации на Чешка и на Исланд во иднина, доколку сакаат нешто да направат во оваа група и мислам дека не треба да станува збор дали денес треба да победат или не. Ги гледав на пријателска утакмица минатата недела. Холандија изваредни играчи на сите позиции, знаат што сакаат, знаат што и треба. Мислам дека ова е последна шанса за приклучок во врвот. Холандија, Летонија единица. Тип 1, да. Бугарија, Малта. 8 надпреварувачка двојка. Така, значи Бугарија е репрезентација која што во изминативе години покажа дека знае да игра и одлично, но имаше и падови во играта. Но кога станува збор за Малта, мислам дека не треба да стане збор кој ќе биде тука победникот, бидејќи гледам дека и на клубски план бугарите се подигаат едно повисоко ниво, атмосферата фудбалска е таму крената и репрезентацијата стои добро, имаат 3 бода, над нив противникот има 6, значи мора да победат Малта ако сакат натаму да биде во било каква игра. И затоа овде се одлучив за овој пар да биде единица. Бугарија, Малта, тип 1. 9-та надпреварувачка двојка, надпревар Чешка, Исланд. Токму Исланд беше екипата која победи Холандија, така ли беше? Да. Исланд е во одлична форма, но знаете како, кога сте во одлична форма, а кога другите не знаат за тоа, ќе го изненадите. Сега веќе сите знаат дека Исланд е во одлична форма,
А сметам дека Чешка на домашен терен е доста супериорна пред својата публика и дека нема да дозволи било какво изненадување и морам да бидам искрен дека не се одлучив за некаков тип од единица X или двојка, туку мислам дека и двете репрезентации се во одлична форма и дека ќе постигнат барем по еден гол и за тоа се одлучив за типот гол-гол. Значи, двете репрезентации дават гол, па дали ќе биде 1-1 или 5-1 или 1-3, тоа не е битно. И последна, 10-та надпреварувачка двојка, Италија, Хрватска, интересен пар, интересна двојка. Да го видиме резултатот кој ќе види. Доста се мислев дали да ја ставам во комбинација, но ми беше интересно кога разговаравме по телефон, требаше да кажем и точен резултат. Да. Точниот резултат впрочем и доаѓа од оваа утакмица и ќе ви кажем зошто. Да кажем прво за типот, Италија Хрватска сметам дека ќе биде исто така X на полувреме. X прво полувреме. Имате една цврста италијанска репрезентација кој што проба нешто да игра, кој што пробаше да игра малку офанзивно, но брзо се врати на катанаџето и сите утакмици завршуваат од 1 до 2 гола разлика. А Хрватска исто така има добри, одлични фудбалери кои што играат и во најаките европски клубови. Знае да игра фудбал, знае да задржи топката на средината, истото го прават и италијанците. Да не се изразам лошо, мислам дека овде ќе биде едно досадно прво полувреме во кое што ќе си ги одмеруваат силите и мислам дека дури дека од таа причина дека се уште ќе бидат испитување на силите. Тие се две репрезентации кои што се на првата и втората позиција со по 9 бола. Хрватска нема примено ниту еден гол, а Италија има примено само еден. Значи од тој аспект мислев дека ќе биде доста цврста утакмица, искусни фудбалери, искусни репрезентации и на полувреме сметам дека ќе биде X. Да ги повторам за оние гледачи кои што подоцна се вклучија, значи Англија, Словенија тип 1, Луксембург, Украина тип 2, Македонија, Словачка X прво полувреме, Молдавија, Лихтенштейн тип 1, Швајцарија, Литванија тип 1, Белгија, Велс тип 1, Холандија, Летонија тип 1, Бугарија, Малта тип 1, Чешка, Исланд гол-гол и Италија, Хрватска X прво полувреме. Останува за на крај уште точен резултат за надпреварувачката двојка. Ти премалку посочи дека тоа ќе биде Италија Хрватска. Точен резултат. Интересно е овде што 0-0 прво полувреме. Италијанците секогаш знаат да се извлечат од вакви ситуации, особено кога играат со некоја потцврста репрезентација. И ако можам така да се изразам, овој филм често пати го имам гледано, а тоа е да до крајот сепак дадат еден гол и овој надпрва сметам дека ќе заврши со точен резултат 1-0. Значи Италија Хрватска 1-0, впрочем тие знаат на големите надпреварања со 3 гола додадат до финале, или на светско или на европско. Тука некаде е крајот на денешниот разговор. За крај што ќе порачаш, што ќе додадеш, што ќе одземеш за емисијата и онака за приватниот дел од твојот живот. Значи уште еднаш пофалба за вашата емисија, за изгледот на новото студио. Се надевам дека ќе привлечете уште повеќе гледачи, бидејќи емисијава е навистина интересна. Спортското обложување во градот, се надевам и во државата, е на многу високо ниво, така да сметам дека со ваква една емисија доста ќе олесните на оние играчи на спортската прогноза и ќе помогнете во типувањето, во надпреварувањето. Да се заблагодарам на поканата ваша за да бидам гостин во вашата емисија и искрено и од срце сакам Брегалница многу брзо да се реорганизира на полусезоната и да се врати оному каде што заслужува, тоа е во горниот дел на табелата и се надевам дека нашиот мал Ајакс оваа година, така како што тргнавме, ќе биде гордост на градот и дека ќе успееме да го издигнеме на табелата на она максимално ниво каде што највеќе можеме во однос на условите во кои што работиме и финансиските средства кои што ги имаме. Со овие убави возборови го завршуваме разговорот. Јас ти благодарам и да се најдеме во некоја прилика, дај Боже на успех било која селекција на Малак, од пионерска, од младенска па до сениорска екипа. Јас ти благодарам и на вас. Ова беше нашиот денешен гостин Илија Митров. Предлагам на режијата да одиме со краток джингл и со реклами и во третиот блок ве очекува вас, драги гледачи, да се јавувате на
612-313 или 612-314 повикувачки број за Штип 032 и да давате точен резултат за надпреварот и Италија Хрватска. Одиме со джингл и со реклама. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Кога боите, мирисот и вкусовите на есента се совпаѓаат со вашиот избор за комфорт, тогаш оваа понуда од Мебел Ви заслужува внимание. Модуларна ТВ комода Лабиринт, која може да ја местите како што сакате за 9900 денари, лежа и виола за 14900, ТВ комода Луција за 15900, комплет спална Дженова со плакар со лизгачки врати за 19900 и аголна гарнитура Парис за 24900 денари. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Продолжуваме со емисијата во која очекуваме активно учество на вас, драги гледачи, од целиот источен регион и овде од Штип, за давање точен резултат за средбата Италија-Хрватска. 612-313, 612-314, повикувачки број за Штип 032, ви стојат на располагање и јавајте се, давајте точен резултат и очекувате награда, односно уплата со талон во вредност од 50 денари. Дали веќе има гледач, режија? Очекуваме јавување и давање точен резултат, реков во текот на емисијата, од синоќе па преку вечернешните и утрешните настапи продолжуваат квалификациите за Европското првенство во Франција 2016 година. Веќе се нанижа некои први резултати. Да слушам дали имаме гледач? Се уште нема.
Да, ало, добар ден. Добар ден, повелете, вашето име и презиме? Салиов Шефки од Виница, па. Како? Салиов Шефки од Виница. Шефки Халил. Салиов Шефки од Виница. Да, О. Салиов. Повели, Шефки. Италија, Хрватска, ја ти пивам за 2-1 за Италија. 2:1. Добро, Шефки, јас ти благодарам и дај Боже да биде точен овој резултат, па да се надеваш на награда. Значи тоа беше Шефки Халил од Виница, точен резултат за надпреварот Италија Хрватска 2:1. Благодарам и поздрав. Значи пад на првите резултати да кажам дека нашиот денешен гостин Илија Митров прогнозираше победа на Италија, тежак надпревар психолошки 1:0. А еве гледачот Шефки од Виница 2:1. Дали имаме нов гледач да му дадеме предност? Ало? Се уште нема. Имаме две линии 612 313 612 314. Позивен или повикувачки број за Штип 032. Очекуваме јавување на гледачите од Истоција, Троген, Штип, Проби Штип, Виница, Берово, Делчево. Повелете, добар ден. Кој е на линија? Слушам сигнал. Ало? Добар ден, дали ме слушате? Да, повели, како се викате? Зоран Димитров од Штип. Зоран Димитров од Штип. Како е Зоран? Резултат 2:1 за Италија. 2:1 победа на Италија. Да. Океј, благодарам Зоран, поздрав и со среќа. Значи 2:1, уште една прогноза за овој точен резултат. Зоран Димитров 2:1, Шефки Халил Виница 2:1 и нашиот гостин Илија Митров 1:0. Надпревар кој што е тема и дилема за ваше јавување Италија Хрватска. Надпревар кој што секако привлекува внимание, во кој што обете екипи ќе бараат начин за победа. Меѓутоа, кој ќе биде победник ќе дознаеме доца вечерва. Дали имаме нов гледач, режија? Италија Хрватска, тоа е надпревар од 8-та група. За сега Хрватска е на чело, Италија во чекоре следи. Интересно, секој ќе биде во вечерва на овој дуел во кој што ќе се барат начини за победа. Дали имаме гледач? 612 313. Добар ден. Добар ден. Повелете вашите име и презиме. Манев Тони. Ако може уште еднаш? Манев Тони. Тони Манев. Да. Од каде се јавувате, Тони? Од Штип. Од Штип. Да. Ваша прогноза, точен резултат Италија Хрватска, сигурно ќе биде интересен надпревар. Па мислам нема да биде интересен, ќе биде 0:0. 0:0. Да. Па да, италијаните, јас реков во најавата и во разговор со гостинот, тие со 3 гола знаат да бидат и светски и европски прваци, значи твојата психимистичка прогноза е 0:0. Па да, мислам нема да има фудбал. И на Хрватска ќе им одговара. Ќе одговара на Хрватска. Во секој случај, Тони, јас ти благодарам, поздрав и со среќа. Дај Боже да биде точен резултат, бидејќи и пред минатата недела имавме гледач кој што прогнозираше на преварот Ливерпул-Хул, кој што заврши 0:0. Тоа беше Тони Манев од Штип, 0:0. А во очекување на нов гледач 612 313. Дали се слушаме? Во секој случај, ќе им биде тешко на италијаните да го разбијат оној бункер на хрватите. Хрватска има доста добри играчи кои што знаат да изненадат и посилни репрезентации од Италија. Се зависи од еден потез, може би ќе биде доволен за да ја реши утакмицата, како и да е судир на две репрезентации кои што високо котираат и негуваат дефанзивен фудбал, но топката е тркалеста, може да се секаки изведување, па да биде тоа надпревар и зачинет со повеќе голови. Дали имаме гледач на линија?
Поглед и кон часовникот. Реков, во оваа група Хрватска е прва, Италија е втора. Интересно ќе биде во случај Хрватите да победат, Италија ќе се најде во незгодна ситуација, бидејќи вакви спортски нации очекуваат најмногу од своите миленици и секако непријатно ќе биде изненадување ако Хрватска дојде до победа. Дали ме гледач? Се исклучи гледачот, добива сигнал дека има, да видиме на другата линија 612 313 612 314. Очекуваме да не се јави гледачот по втор пат. Беше на линија, па се исклучи. Да даде своји сугестии, да даде точен резултат за овој надпревар. Инаку, реков, синоќе се одигра неколку надпревари во кои што фаворитите тешко доаѓаат до победа. Добија сигнал дека имаме гледач. Ало, добар ден. Ало, Ирис телевизија. Повелете. Па за ова Типошо, 102. Ваше име и презиме. Добар ден. Јорданчо, од Зетово. Јорданчо, презиме? Антониев. Антониев, од каде? Антониев, од Зетово. Од Злетово. Јорданчо, твоја прогноза Италија Хрватска? Чекай да намалам телевизорот. Да. Двојка. Не, бараме точен резултат. 1-0, 2-1, 3-0. Точен резултат 0-1. 0-2. 0-2 победа на Хрватска. Да. Како е во Злетово? Има ли фудбал таму? Нема ништо. Нема. Нема. Како попуштиме на Брегалница да улегне во втора лига и блокажа со фудбал више стана. Оставиме на вас, вие да играте. Не е попуштање. Јас се следев го следев тој надпревар 0-0 беше доста интересен, меѓутоа тоа беше радост за нас, жал за вас. Да се надеваме дека ќе дојдат подобри денови. Јас ти благодарам, Јорданче, поздрав и со среќа. Ајде. Јорданчо Антониов од Злетово 0-2, значи веќе прва прогноза, точен резултат во кој што им се дава предност на коцкестите хрвати. Некој и мене ме привлекува хрватската репрезентација, бидејќи откако знам за себе сум навивач на Хајдук, меѓутоа во последните 20 на години со бришењето на некогашната СФР и спласта некако интересот кон нови екипи, инаку во тоа време интересно беше кога има оние дерби надпревари Динамо Хајдук, Звезда Партизан, Сараево Железничар, Велеш и Борац Бања Лука. Интересни надпревари во секој случај. Дали има нов гледач, режија? Очекуваме гледач кој што ќе ни даде точен резултат за средбата Италија Хрватска. Ало, добар ден. Се исклучи гледачот. Поглед и кон часовникот. Дали ќе очекуваме уште гледачи или полека да ја привршуваме емисијата? Овде некаде мора да го завршиме и денешното издание, петто издание на емисијата Тип 102, во кое што наш и ваш денешен гостин беше фудбалерот на Мала Акс, футсал екипата на Мала Акс Илија Митров, кој што се негови предлози ви ја доближи она слика за добивање на комбинации кои што може да бидат добитни. Во име на техничката реализација на дечките од техничкиот пулт, јас ви благодарам за вниманието, благодарам и на вас, драги гледачи, кои што активно учествувате во реализацијата на денешната емисија, со надеж дека ќе останете и понатаму со програмата на Ирис телевизија. До следното издание, сабота, 13:30 часот, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно! Athlete.